Агенцијата за медиуми ќе работи непристрасно и покрај притисоците на кои изложена, порача првиот човек на регулаторот за медиуми Зоран Трајчевски. Денеска стручните служби ќе го објават третиот 10-дневен извештај, пошто привремената комисија во рок од 3 дена доколку утврди неправилности, ќе треба да и предложи мерки. Агенцијата секогаш својата работа ја вршила професионално, непристрасно и принципелно, и така ќе работи и во иднина, без оглед на притисокот што се врши и врз регулаторот и врз вработените. Истото го очекуваме и од медиумите, објективно и непристрасно да информираат својата публика за тековните настани и случувања. Нашата улога како независен и високопрофесионален регулатор ревносно ќе исполнуваме во иднина. Посебно грижејќи се за обезбедување на плурализмот во медиумската сфера и слободата на изразување како врвен приоритет на секое демократско општество. Овој пат сме во фокусот на внимание заради мониторингот кој што го врши Агенцијата за предвремените парламентарни избори, планирани за 11 декември 2016 година, а кој согласно изборната регулатива и политичкиот договор започна на 2 септември. До почетокот на изборната кампања предмет на надзор со 18 програмски сервиси кои што емитуваат програма на државно ниво. Досега агенцијата објави 2 10-дневни извештаи за секој од програмските сервиси од мониторингот. Денес ќе бидат објавени извештаите од третиот 10-дневен период од 22 септември до 1 октомври 2016 година. Заедно со евроамбасадорот Семолуш Богар, денеска ја пуштија во употреба новата опрема за следење на медиумските содржини, која ќе овозможи 24-часовно следење на сите медиумски содржини на сите радиодифузери, на кои агенцијата им издала дозвола. Жбогар забележа дека бројни домашни и меѓународни извештаи покажале дека слободата на изразување е сериозен предизвик. Им порача на медиумите да работат професионално, не само во предизборниот и изборниот период. The freedom of expression and media is fundamental human right and a basic EU value. It is a right that is inextricably linked to democracy, and its implementation is a precondition for exercising other rights and freedoms. Unfortunately, there are numerous reports, domestic ones and international ones, that make clear that the freedom of expression and the media environment in our country remains a serious challenge. Со новата опрема, агенцијата технички го подобрува системот на снимање, чување и прегледување на програмските содржини, кои ги емитуваат радијата и телевизиите. Чини околу 840.000 евра, од кои најголем дел се средства од Европската комисија, а дел од буџетот на агенцијата.